Видно изморена, првата група од околу 100 членови од нерегистрираната партија на македонците во Бугарија, Омо Илинден Пирин, која со 2 автобуси допатува во Страсбург, го започна својот мирен протест пред главниот влез на Европскиот парламент. Нивниот протест е организиран со цел да укажат и да го привлечат вниманието на европските политичари дека Бугарија не ги почитува одлуките на Европскиот суд за човекови права во врска со македонското малцинство. Протестот во Страсбург на Омо Илинден Пирин се одржува непосредно пред расправата во Комитетот на министрите на Советот на Европа за тоа како Бугарија ги спроведува предметите Омо Илинден и Омо Илинден Пирин. Парламентарното собрание на Советот на Европа пред неколку дена уште еднаш повтори дека сите 4 предмети не се целосно спроведени од страна на Бугарија и дека тие треба внимателно да се следат. Ваквата позиција на Паневропската асамблеја во многу се разликува од насоките на Комитетот на министрите и пред се на желбите на Бугарија да се затворат како решени до крајот на годинава сите 4 предмети и покрај тоа што партијата на македонците во Бугарија се уште не е регистрирана. На протестот пред зградата на Европскиот парламент, организиран од македонците од Бугарија, се очекува да им се придружат и европратеници, представници на Европската слободна алијанса, чија членка е партијата Омо Илинден Пирин, иако не е регистрирана. А веќе тие заеднички протестираа со група на италијанци кои се залагаат за поголеми слободи во печатот во Италија. Протестот продолжува утре пред зградата на Советот на Европа, каде неделава заседава Комитетот на министрите на Советот на Европа, на чиј дневен ред, покри другото, ќе се расправа и за спроведувањето на одлуките на Судот за човекови права во повеќе земји, меѓу кои и за нивниот случај, поточно Омо Илинден Пирин против Бугарија. За Канал 5 се јави Тони Гламчевски. Стотина приврзаници на Омо Илинден Пирин денеска со протести во Страсбург го изразија своето незадоволство од политиката на официјална Софија. Со мирните протести пред Европарламентот, македонците од Бугарија испратија порака кон европските институции, конечно да ја притиснат Софија, која години наназад избегнува да ја регистрира организацијата во политичка партија. Протестот се одржува непосредно пред утрешната расправа во Комитетот на министри на Советот на Европа за тоа како Бугарија ги спроведува предметите Омо Илинден и Омо Илинден Пирин. Барам малку да влијае. Да видат дека само добро за живи луѓе, не за документите. Во тој момент не се очекува никаков притисок, а само да се избегне затварање на случајот, бидејќи работите кон затварање на случајот без извршување на пресудот. Утре ќе се протестира и пред Советот на Европа. Случајно или не, поверојатно ова второто, но паралелно со протестите на македонското малцинство во Страсбург, во Софија, бугарите протестираа пред македонската амбасада. Ги бранеа, како што велат, правата на бугарката Спаска Митрова, гевгеличанката која го минува во Идризово вториот од 3 месеци казна затвор и која натаму ги бранува односите со Бугарија, овој пат одлично послужи и за параванна веста од Страсбург. Во рамките на воспоставената државна политика на цензура, ниту еден поголем бугарски медиум не извести за протестот на македонците, но никој не ја заборави Спаска. Со барање за признавање на македонското малцинство во Бугарија и регистрирање на партијата Омо Илинден Пирин, представници на македонците кои живеат во Бугарија денеска одржаа 4-часовен протест пред Европскиот парламент во Страсбург. Протестот започнал со марш до зградата на Европскиот парламент, каде биле доставени барања до европарламентарците и се делеле летоци. До две барања, едното е да се обрати внимание на случајот Омо Илинден Пирин, кој што 10 години без регистрација, и второто да се признае македонското малцинство во Бугарија. Тоа е суштината на сите проблеми кои што не смогат не само нас како партија, туку и многу други организации. Представникот на Бугарија во Европскиот парламент се правдал дека Бугарија нема ништо против регистрација на партијата Омо Илинден Пирин, за кои постојат и 4 неспроведени судски пресуди на Европскиот суд за човекови права. Сепак, иако по протестот официјална Софија најавува конечно регистрирање на партијата на македонското малцинство, македонците од Бугарија не веруваат дека тоа ќе се случи. Ние знаеме дека тоа не е така, го знаеме на нашиот грб. Знаеме дека ова политика продолжува без никаква промена. Еве, за пример, во месец мај беше одбиено едно друштво македонско на име Царов и во документите од судот е јасно кажано дека самото тврдење дека има македонско малцинство во Бугарија представува антиуставно тврдење, нешто што го нарушува уставот на Бугарија и што е насочено против единството на бугарската нација. Утре членовите на Омо Илинден Пирин ќе одржат 2 протести пред зградата на Советот на Европа во Страсбург. Непосредно пред расправата во Комитетот на министрите на Советот на Европа за тоа како Бугарија ги спроведува предметите Омо Илинден и Омо Илинден Пирин,
Парламентарното собрание на Советот на Европа уште еднаш повторува дека сите 4 предмети не се целосно спроведени од страна на Бугарија и дека тие треба внимателно да се следат. Ова е наведено во најновиот извештај на кипарскиот пратеник Кристос Поргоридес, кој се занимава со оваа проблематика во Парламентарното собрание. Имено, Бугарија е ставена со уште 36 земји членки на Советот на Европа меѓу државите кои не ги спроведуваат целосно пресудите на Европскиот суд за човекови права. Оваа позиција на Паневропската асамблеја во многу се разликува од последната одлука на Комитетот на министрите и пред се на желбите на Бугарија да се затворат како решени до крајот на годинава сите 4 предмети и покрај тоа што партијата на македонците во Бугарија се уште не е регистрирана. Комитетот на министрите во одлуката донесена во јуни го нарече интересен фактот што повторно одбиената регистрација на Омо Илинден Пирин повеќе не се темели врз истите оправдувања поради кои му беше поништена регистрацијата. При тоа беше изразено и задоволство по декларациите на бугарската влада која не гледа пречки поради кои организацијата на македонското малцинство во Бугарија може да се регистрира како политичка партија, под услов ако ги почитува формалните законски барања за политичка партија. Од секретаријатот на Советот на Европа одбиваат да кажат што стои во предложената одлука за состанокот во вторник. Затоа, македонците од Бугарија пред неколку дена беа во Страсбур за да ги запознаат некои членови на Комитетот на министрите дека пресудите на судот од Страсбур се уште не се исполнети. Утре попладне, пред влезот на Европскиот парламент во Страсбур, а во вторник и пред Советот на Европа, членовите на Омо Илинден Пирин организираат протестен собир со цел да ги запознаат европските политичари со нивните проблеми и со ситуацијата на непризнатото македонско малцинство во Бугарија, која денес е земја членка на Европската Унија. За Канал 5 се јави Тони Гламчевски.